Инаку, додека ги зборувавме утренските стихови, јас примив една вест. Знаете која е таа вест? Дека ова вечерашно предавање, откако почнавме на почетокот на оваа деценија, значи пред 5 години, ова вечерашно предавање ќе биде точно 500-тото видео. 500-тото видео. Од сите предавања одржани на ова место, тоа според евиденцијата, веројатно на некој софтвер, не верувам дека брат Борче тоа го бројал, така. Значи, дека брат Михајло утрово ја имаше 499-та снимена проповед на ова место, снимена со камера, мислам, како видео на интернет објавена. Значи, вечерва е 500-то видео. Добро, самите бројки, како и новата година, немаат никакво посебно значење. Иако за луѓето, така, кружните бројки имаат некоја значење и за човечката психологија, па луѓето често сакаат да слават некои јубилеи. Значи, пример, 10 годишнина од нешто, или 20, да не зборуваме за 50, 100 годишнина, или понатаму. Не знам дали пред потопот славеле 300-400 годишнини од бракот, или некои такви јубилеи. Дали ги славели своите родендени и така натаму. Како и да е, луѓето имаат различни поводи некогаш и нешто да слават. Само по себе тоа не е лошо, меѓутоа последното начело на протестантската реформација, за која што сака вечерва малку да проговориме, гласеше Соли Део Глорија. Само на Бога слава. И зошто така? Зошто реформацијата го истакнала и ова начело како битен принцип? Зошто само на Бога слава? Подобро, погрешно или да славиме некои други, некого друг? Зарем е погрешно да славиме, еве да речеме, народни херои, да славиме кого друг? Зошто само на Бога слава? Погрешно ли да ги славиме светителите, да ги славиме апостолите, Мајката Божија, како што традиционално се нарекува? Погрешно ли да ги славиме? Малко за да ја разбереме оваа тема, а оваа тема ќе продолжи и понатаму, следната сабота ќе продолжи, веројатно наутро, ако Борче има полука, ќе продолжи наутро. Малко ќе се занимаваме со овој збор слава. Овој збор слава е многу битен во Светото писмо. Слава. Денес, кога ќе речеме слава, на што ги асоцира луѓето? Јадење, пиење и многу србофолк. И така се славел Свети Никола или Свети Јован. Се сеќавам дека еден православен епископ пред многу години на неговата веб страница рече: вие не го славите светителот на овој начин, туку го срамите. И убаво им рече. Луѓето денес се толку, значи, заглавени во греф и во незнаење, пред се незнаење за Божијето Слово, а тоа на реформацијата беше најбитниот приоритет, на народот да му се даде Свето писмо, народот да биде образуван во Светото писмо, народот да биде просветлен со Светото писмо. И ден денес ги викаат Кирил и Методи просветители. Епа, ако тие беа просветители,
Зошто ние не сакаме да се просветлиме? Ајде не зборуваме за другите. Дали ние, браќи и сестри, се просветлуваме? Колку е Светото Писмо присутно во мојот живот? Не книгата на доктор тој и тој, авторот тој и тој. Колку е Светото Писмо присутно во мојот секојдневен живот? Божијето Слово. Да не испадне дека и колку год да се убави, а има навистина прекрасни книги, да не испадне дека сите тие книги се еден нов начин како сатаната да не одвои од изворот на мудроста. Да го читаме ние Светото Писмо за наше просветлување. Нема ништо лошо, она што Господ мене ќе ми го открие, она што јас ќе го разберам, да го споделам со другите. Било во усмено, во проповед, или да напишам книга. Меѓутоа, авторите не се криви ако Светото Писмо не е присутно во вашиот живот. На крај, кој е виновен? Ако Светото Писмо не е присутно, телевизорот е виновен? Турската серија е виновна? МРТВ е виновна? Кој е виновен ако Светото Писмо не е присутно во мојот живот? Јас сум виновен. Можам да одвојам време за Светото Писмо. Треба да одвојам време за Светото Писмо. За Божјето Слово треба да имаме време пред се друго. Дури и за многу добри работи на страна. На многу места во Светото Писмо се наоѓа зборот слава. Бидејќи неодамна го споменавме почетокот, односно битие, еве да прочитаме нешто во врска со тоа што било славно во животот на Адам и Ева. На почетокот, пред падот во гревот. Се сеќавате што вели апостол Павле во Римјаните 3 глава? Бидејќи сите сгрешија и ја изгубија или се лишени, вели некој превод, од Божијата слава. Значи, Словото Божие вели дека ниту еден човек на земјата не е славен. Зошто не е славен? Ако не е славен, ако не се славни луѓето, тогаш што се? Тогаш се, да употребам турски збор, бидејќи е најсоодветен, тогаш се резил. Тогаш се срамни, ако не сте. Што е спротивно? Што беше тоа? На халал, што беше спротивно, Миха? Харам. Харам. Или слава, или срам. Или чест, вели апостол Павле исто така во Римјаните, на оние кои ќе добијат живот вечен, оние кои што се трудат, што да добијат? Меѓу другото вели и слава. Значи, чест, слава. Или срам. Данијел што ќе рече исто така? Оние што Господ ќе ги воскресне, 12 глава. Мнозина вели ќе се разбудат од правот земен. Ќе бидат прославени, ќе сејат како звезди на небесата. И мнозина ќе станат за таква слава, а мнозина други за прекор и срам. Вечен срам. Срам за нивното. И нивното име секојаш ќе биде, значи, поврзано со срам.
Адам и Ева биле создадени славни суштества. Денеска, за жал, луѓето имаат изопачено сваќање за тоа што е слава и што представува зборот слава. Колку изопачено општество живееме, најдобро говори фактот што најголемите бесрамници во овој свет, најголемите резили во овој свет ги нарекува, нив резилите ги нарекува славните. И пошто е славна антимадона, православната црква ја нарекува антимадона, со право, бидејќи знаете која е вистинската Мадона. Да. Богородица. Таа, значи, кога блудницата решила така да се нарече себе си, со тоа име, таа дури, значи, сакала дрско да хули на тој начин. Да, значи, исто така славни. Добро. Што имале Адам и Ева за да бидат славни? Ке забележите сосем спротивно од овие денешни резили. Тие биле облечени во Божијата слава. Што било тоа? Се сеќавате? Ајде отвориме уште еднаш во Битие. Ке прочитаме едни текстови, познати, но никогаш до крај расветлени што би требало да значат. Значи, Битие 2 глава, последниот стих од 2 глава, кажува нешто контроверзно. Вели, и беа обајцата голи, Адам и жената негова, и не се срамеа. Зошто не се срамеа, а беа голи? Како тоа биле голи, а не се срамеа? Ај сега да прочитаме, благодарам. Ај сега да прочитаме 3 глава. Да ги поврзаме ова, од значи 2 глава 25 стих, со 3 глава 7 стих. После гревопадот се вели, тогаш им се отворија очите на обајцата и што? И видоа дека се голи. Овој превод вели, разбраа дека се голи. Ги не разбирале пред тоа. Па исплетоа лисија од смокви и се направија опашала. Што се случило? Значи, пред гревот, Библијата вели, беа обајцата голи, Адам и жената негова, и не се срамеа. А после гревот им се отворија очите, па видоа дека се голи и се срамеа. Кога видоа дека се голи, се срамеа. Што пред тоа не гледаа дека се голи? Значи, зашто не се срамеле пред тоа? Бидејќи биле голи, ама не знаеле дека се голи. Така испаѓа. Бидејќи веднаш штом сватиле дека се голи или виделе дека се голи, побарале чаре како да ја покријат својата голотија, значи се срамеа. Како го разбираме овој текст? Гревот е срам, точно. Меѓутоа, како тоа биле голи и пред гревот, вели Библијата, ама не се срамеа. Во ред, токму тоа е вистинскиот одговор. Кога Библијата вели дека Адам и Ева биле голи пред гревот, на што мисли? На што и да мисли,
тука да не навлегуваме, на што и да мисли. Битното е, не се срамеа затоа што ја имале со себе Божијата слава. Исто така, што можеме друго да кажеме? Дали имало други луѓе околу нив? Не. Според тоа, ако вие и вашиот брачен другар сте сами на некоја планета, да речеме, на некој остров, а ЦИА да не ве гледа, или ФСБ, или СВР, или не знам кои со сателитиве, да речеме да го нема сето тоа, може да си дозволите да бидете голи на тој остров? Па зашто да не, ако сте само вие? Ако целиот остров е вашиот брак. Ама не збориме за тоа, збориме за брак. Збориме за Адам и Ева. Но, било како да се толкува стихот, тие имале нешто со себе. Нешто што го немало ниту едно животно. А тоа била Божијата слава. Постоела видлива светлина, која што го обкружувала нивното битие. Зошто? Затоа што човекот е создаден според Божиот лик и каков е самиот Господ. Светол, славен. Апостол Павле што вели? 1 Тимотија таму 6. Кој што живе во непристапна светлина. Пред чие присуство херувимите, безгрешните ангели, значи, се кријат, се покриваат, додека го слават Господа, велики свет, свет, свет е Господ Бог, Содржителот. Кога самиот пророк Исаија го видел тоа во визија, конкретно зборува за шестокрилните серафими, како од сите 6 крила со 2 ги покривали своите лица, додека го слават Господа. Самиот Исаија што почувствувал? Кога тој се нашол во визија, во присуство на таа слава. Тешко мене, бидејќи зошто? Јас човек со нечисти усни. Го видов Господа Бога над војските. Тешко мене, како размислувал еден побожен, правоверен евреин. Тешко мене го видов Господа, а каков сум ја самиот? За никаде. Тешко мене, кој знае што ли сега ќе ми се случи? Човекот бил создаден според Божиот лик, како што од Господовото битие, од Отецот блеска слава, светлина. Светлина во која што само Божиот Син може да влезе и од која што само Тој може да излезе. Светлина која што е толку светла, толку славна, што постојат специјални суштества наречени херувими, чие што задача е не на сите херувими, туку на херувимите засолнувачи, меѓу кои еден од нив беше Луцифер, дали вториот, оној од другата страна на ковчегот, ведеќи секојаш има 2 херувима, нели? Дали тој уште тогаш бил Гаврил или не бил, или бил некој друг, може би бил, немаме причина да претпоставиме зашто да не бил. Постојат специјални херувими кои што се засолнувачи, зашто? Стоејќи пред Господовиот престол, да ја засолнуваат таа слава, која што блеска од Господовото битие, така и човекот е создаден, освен со другите своји карактеристики со кои што го одразува Божиот лик, меѓу другото ја одразувал и Божијата слава, колку толку, со една светлина која што блескала, светела од неговото битие,
И таа светлина била таа слава, што после падот во грев и човекот, и мажот и жената го загубиле. Тоа го загубиле. И тогаш видоа дека се голи. И било потребно да направат вештачка облека. Каква и да е таа облека? Значи, дали се работи за смоквени лисија, или се работи за нешто од врвните модни куки денес, сето тоа е што? Срам во споредба со она што Адам и Ева го загубиле. Зошто е тоа така? Овие од вас кои што ја прочитавте книгата на Милош Богдановиќ "Зошто мноштво верски заедници", ќе се сетите, во неговата книга постои еден пример. Вели, една верничка на Адвентичката црква еднаш сонила сон како се наоѓа на небо заедно со Христа и заедно со светите ангели и заедно со многу други спасени луѓе, мажи и жени. Меѓутоа таа лично била несреќна. Тоа било сонот што ја бил даден. Што бил проблемот? Во сонот таа сватила што бил незиниот проблем и зашто таа се чувствува толку несреќно во присуство на тие суштества. Бидејќи сите тие биле облечени во Божијата слава, во светла бела облека, а таа самата, знаете во што била облечена? Во најубавата облека од незината гардероб. Замислите, најубавото што можеме да го цениме од човечко производство. Дали е тоа од Педер, од Версаче или од не знам кој. Се едно. Најубавото што можеме да го цениме од човечко производство е нешто во кое што би се срамеле во присуство на оние кои што ќе бидат облечени во Божијата слава. Тоа е исто како смоквино лисие. Бидејќи тоа лисие Адам и Ева ги направило да се срамат. И штом го слушнале Господовиот глас, поитале да се скријат од неговото присуство. Знаеле дека лисието нема да ја замени Божијата слава. Биле свесни за гревот, ја имале нечистата совест и немале со што да се оправдаат пред Господа. Немале со што да се помират, или како што вели еврејскиот глагол, да се покријат. Така, тоа значи помирување на еврејски. Кафар, покривање пред Господа. Зошто бидејќи Господ свети, а тие повеќе не светиле. Затоа латинскиот збор за Господ, Деус, потекнува од еден индоевропски корен, сличен, коренот се вика див, на српски се вели диван. Чи нешто е дивно, затоа што е светло. Тој корен, стариот индоевропски корен, значи светење, див. Значи, латинскиот збор за Бог, Деус, означува некој што свети. Како во човечките јазици се задржала таа свест дека Господ е светло, славно суштество. Дали би сакале да бидете облечени во Божијата слава? Ви посакувам да се облечете во неја. Да заслужиме. Кога? Во 2016 година? Ке продолжиме следната сабота наутро. Господ нека биде со вас и нека ве благослови, чува и води во новата седмица.